Добро утро и од мене. Драго ми е што денеска се дружиме во празничното издание на магазин. Среќен Великден, Христос воскресна. Ви посакувам многу љубов, мир и здравје. Тоа е најважно, а се останато, знаете и претходно ви имам кажано и тоа како можеме да си го направиме. Верувам дека денеска ќе биде една убава празнична емисија со оглед на нивната прекрасна енергија. Тие се долго време на естрадата, долго време се и во нивниот приватен и личен живот како пар, не само дома, туку и на сцената, и драго ми е што денеска во ова празнично великденско издание на магазин успеавме да се скомбинираме и да ни бидат гости токму тука во Сител телевизија. Горан и Ленче Кукич, добро утро и добро ми дојдовте. Добро утро и добро ме најдовте. Христос воскресе, навистина воскресе. Ете така, тоа е убав ден денес, вака поздравот е тој. До сите гледачи. Така си е, од вчера, нели се поздравуваме баш со тој поздрав. Некако овој празник е посебен. Трае до Свети Спас. Така ли е? До Вознесение Христово, да. 40 дена христијаните се поздравуваат Христос воскресе и одвраќаат навистина воскресе. Ете така, баш убаво, некако Великден е посебен празник, нели? Сите се убави, меѓутоа Великден е некако посебен и самата енергија на луѓето и самата традиција и вапцувањето јајца и одењето во црква и така натаму. Што прават Ленче и Горан на Великден, кога не се на емисија нормално? Кога се во домашни услови. Кога се во домашни услови. Како го прославувате овој празник? Имате ли нека така семејна заедничка традиција која што секогаш ја практикувате? За ова прашање би му кажала, би дозволила Горан да одговори. Да, бидејќи Значи секоја година на првиот ден Великден, значи недела, одиме кај се собираме фамилиарно кај мајка ми и татко ми до пред 2 години што се вели, покоене. А вториот ден одиме кај родителите кај Ленче. Значи тоа е традиција. 50-50, нема љутиш. Не, па тие се денови кога треба фамилијата да се собере и да бидат заедно. Се разбира Велики четврток, Велики петок и Велика сабота во црква. Еве јас сега во саботата бев со катедралниот хор во катедралата Успение на Пресвета Богородица. Секоја година, значи, за Великден пееме таму, за Успение на Пресвета Богородица за 28 август, за Божик, така да главни сте. Обично членови сме на овој хор во црквата. И двајцата, да. Браво. Практикувам Великден, Божик, Голема Богородица, да не работам. Да не настапувам, што се вели. Освен со хорот. Ама тоа веќе не е работа, тоа е задоволство. Да го почувствувам празникот. Така е. Бидејќи тие празници не се секој ден. Тоа е еднаш во годината и ако немаме време у 365 дена еден ден да одвоиш, мислам. Да, јас само оваа година направив едно исклучување од пеењето што е во хорот во црквата. Оваа година настапив со Благица Калева во еден култен ресторан во Струмица, во Шалом, и беше вака, како да кажем, пред великденско, великденска забава, да. Но сепак, иако јас многу години учествувам на овие денови во хорот, оваа година вака се случи, ајде викам сега ќе искивирам оваа година. Малку да смениме. Но не можам да кажам дека не ги чувствувам празниците и претходно, значи јас во четврток, како и сите домаќинки, нели ги фарбам великденските јајца, станувам со бајле, јас и така станувам со бајле. Го практикуваш пред изгреј сонце. Како јас сум станата пред изгреј сонце, ги фарбам првите 3 јајца, после нели малку по лежерно вака другите, и овие стварно ги вадам на сонце, да првиот сончев зрак ги фати великденските јајца. Нели знам дека ова е буквално, значи, нов живот. И го правам тоа како сите домаќинки, се спремам како што треба и не отстапувам, значи, од празникот никогаш. Го чувствуваме вака фамилиарно. Кој обично победува во кршење со јајца? Кој повеќе јаде? Јајцата некако ми се издишавте. Не кој повеќе јаде. Кој повеќе јаде? Зависи кој какво јајце ќе фати. Добро, овие нашите сега оваа година се домашни. Домашни, тие се најубави. Обично, ако победуваш на кршење,
се дичиш, ама од друга страна па веламе, сега ти се дичи, а јас ќе јадам. Да, победи Ова некако ми сугерира дека Ленче обично победува. Па јас јадам јајца повеќе. Не, јас. Добре, добре. Јас години правам, да. Најрадно прашање, кој јаде повеќе јајца, Горан или Ленче? Не го меревме тоа за овој Тоа се Великден. испитува, не е докажано. Не меревме за овој, за наредниот ќе докажеме. Како велат салатата мимоза е Па се изнајадовме салата оваа година. баш. Ма добре, така и да се храниме, па добро ќе биде. Тоа е убаво. Тоа е Да, убаво кога да. внимаваме на храната. Прв пат сме вака на интервју и навистина чувствувам многу убава енергија од таа страна и уште еднаш ќе ви кажам многу се радувам што баш денеска во Великденското издание сте ми гости. Колку време сте заедно приватно? Приватно Многу. сме 36-7, Машала. ама ова година имаме јубилеј. На 6 јули ќе славиме 30 години брак. од нашата 30 свадба. години Да. брак. Да. И предходно 1-2 години толку сме заедно. Леле. Колку долго време Да. се запознавте ли доволно во ова време? Па веќе да, можам да кажем. Веќе да. Стварно, веќе сме си од нас поблиски сега нема веќе. Ние сме си најблиски. Тоа е најважно. Па да, па јас да ви кажам, некогаш размислувам и се случи 30 години да имаме од нашата свадба. А мене овака ме поминало. Значи, нон-стоп во тие тековни години од животот твориме, па фестивали, па нови песни, па домашните обврски и па синот ни пораснал, па знаеш, кога беше тоа пред 30 години, леле, а ние пака се чувствуваме баш. Па тоа е убаво. Како исто, тоа е убаво. Тоа е стварно убаво. Да. Се служуваме, фала на Господ. Доста е толку. Одлично. Да. Вистина ли е дека си имате запознаено во такси? Односно дека веќе Горан бил во таксито и ти исто тогаш си влегла и си се или не? Од кај ти дојде, од кај таа информација? Некој истражува? Не, јас Горан прв пат го видов кога бевме поканети Зоран Банев ние па и до денес ние другар да одиме, тој имаше тоа зборам сега пред 32 години кој му дојде. И имаше некој кафанче ќе отвараше вака и Горан требаше со еден наш другар Роберт Ѓоргиев да дојде да ме зема дека ние од Струмица ќе одиме во Штип. И кога го видов, јас тогаш викам, а Горан не беше тука, тој беше во Австралија. Така, бе подолго време не го видов. И кога го видов вака, викам, кај ој, Не вака, како се. Не вака, како се. Како? Не, ти си ниси вака сега. Кажи кога го видов. Ако не вака, тогаш како Горан? Го видов вака, како и сега, па јас со истите очи се го гледам и после 30 години. Викам, од кај викам излезе овој младец тука, леле. А стварно ти личиш на Елвис Пресли? Ајде, почнувам да црвенеам. Менјај тема. Така беше, Горан, во не право слушај, си ти написе водичка, ние малце да, малце да претрачиме. Па дури свадбата велиш дека во една изјава. Па и таква бевме и така. Велиш беше ептен копија на копија мислам да беше наликува облечен. како Елвис Пресли. Така беше облечен. Ама Слушай, во Многу ни е младоста скромен. се е убаво. да, Младост Се сеќаваш е на една. тој период, нели? Да, Кој сега. кобоќари ме интересира? Знам дека Ленче те забележала одма, ама кој прв пушти водичка? Бе и двајцата. И двајцата. на шишарет ќе му дадеш вака. Како беше тоа К15, како правеше? Со една веќе, па со друга Па со веќе. друга да веќе. Ќе даеш некој ишерет сега. Браво. А доколку енергијата се спои после тоа е Божја работа. Така си е. Така Да, си да е, некако се Од старт си кликнавте, нели, Да. буквално. Да, Значи, да. односно такси да нема врска. не, точно. не. Во тоа време, во Струмица, па и пошироко немаше такси. Па да, и колку имаше тогаш. Тоа збориме за 94-та, 5-та година, 25-та. Уствари имаше, ама... Па добро, некој од колегиве новинари малку изфилувал таму. Па и не е страшно, не е страшно, не е Затоа сме тука да провериме, Нема нели, ништо дали страшно. Така е. Денес во таков убав, на убав ден не смееме ни да лажеме, така се кажува најискрено. Така си е, така си е. И долго време, колку што сте во брак, толку сте и со музика, нели, вие сте целиот живот и двајцата Да, со... јас ова година имам 40 години од естрадата. Од 1984 се формиравме, ама 1986 веќе стартувавме
што се вели под полна пареа. Ги снимивме првите песни за радио телевизија Скопје во тоа време, за емисијата Шарам Барам. Ние оваа година, јас 35, ти 40, печени сме за концерт. Печени. Ке падне одлука во студио за концерт. Ке падне се одлуката за концерт, да. Готово е. Да, јас имам 35 години, да, сега Горан, што рече 40, значи, баја ги време Ке правам концерт, ке те викнам госот си 5 години после мене. Помладо. Ке ти дојдам, драго. Ке ми биде После чест. Венче, кој ќе правите, веќе Да, ке си го викнам. Добре, си имаме... Ако сака, нек ме викне, јас сум постар 5 години. Вака Дечка, така со ќе ви се работка си фатат два имаме, си имаме со концерти. работка, да. Добро маркетинчки тоа може да се склопи. Да, ќе искористиме два концерти. Така си. Шалата на страна, на вистина оваа година треба да направиме при крајот на годината едни. Да. Убав концерт Убави вака. бројки, 40 и 35 се 35 не се баш за понижување вака, баја ги години. Здравје. Просто сме се посветиле буквално на музиката, бидејќи јас и Горан, па сега и Иван, не сме работеле ништо. Се надавам оти ќе смогнеме сили, Да. ќе чукнеме по вратите на нашите пријатели, оти без подршка не бива да, ништо. Да, без помош не бива. Во државата ситуацијата каква е, таква е. Не очекуваме, ама тотално ништо, бидејќи и било и претходно некои работи што сме веле, па ајде ќе видиме до година, па ова. Ама скоро- Како не И останува да на не тоа. сме интересни ние музичарите. Како да има се нешто поважно од музиката, од концертите, од културата. Еве сега политиката? што беше концертот За во Милан чест на Зафов, Милан тоа сакав да Зафов. го кажам, да. Каков оркестар, Прекрасно. диригент, значи аранжери, спремено Тоа што беше во филхармонија. во филхармонија. Овој концерт е од национално значење. Овој концерт треба да оди во секој град на нашата држава. Тоа е нашата музика. А што заклучивме? Што заклучивме заедно? Колку публиката беше желна за Таква убава публика музика. до сега Колку беше реткост да се види. Значи публиката беше фантазија. Да, како ја нарековме, како навивачка. Публиката беше, ние од позади Чудо. сцената. Оти, Викаме, која случувало се навивачка многу публика? пати концерти нели се дават, публиката е пасивна, ајде ќе даде некоја ова публика. Навивачка, Даваше жар на самите пејачи и на оркестарот. И заклучивме кога завршивме, викаме Нешто- колку се е желна публиката за убава музика. Беше А прекрасен сите концерт. центри во нашата држава, центрите за култура, Да. и во Струмица, и во Битоли, се под Министерството за култура. Да, тоа може би Значи, да... Министерството може вака само и да биде се вратите да бидат отворени. Јас секогаш велам, Ама Што би направил ти ако утре си министар за култура? ајде, добро го фати. јас што ви направам? Добро. Јас пример не би бил министар за култура за тоа што Не, за ако тоа. би била, ако ја имаш моќта да ја речеме да ги смениш, еве и можеби како предлог ќе дојде на некој што не слуша. Културата мора да се одржава. И музиката, и театарот. Уметноста Се, во секој. комплетно уметноста. Комплетно. А министр треба да биде борец и у владата, и у приватниот сектор. Секаде. Оти се работи за национално. Да си ја гаеме културата, бидејќи ние сме единствените амбасадори на македонската култура надвор од нашата земја. Каде и ние сме настапиле, еве, на секаде. Значи, ние сме Секогаш, македонци. Ја представуваме нашата Македонија. И тоа треба Вмесуваме тука да македонски правите, песни, македонски репертуар. Па преку песната и културата се објаснува од Публиката минатото. останува воодушевена, Да. па и плаче. Пример, ни се случи и во Суботица, и во Хрватска, да не пред наша публика, значи српска и хрватска публика. Да. Песни кои не се актуелни како Јовано Јованке, како Боле ми лежи Миле Поп Јорданов, значи песни Билјана Платно беше, песни кои се пееле во времето на Југославија. Че пеевме песни за нив непознати, ама со солзи во очите и со невиден аплауз, и си рековме, култот на македонската песна е надвор од нашите граници. Да. А тука го сметаме као, што сега ова?
Ако ни се случи во Терхова Значи, кога тоа- настапивме, кога Да. бевме во Терхова, ја Во пеевме Терхова- Болен ми лежи Миле Поп Јорданов. И пред нас седат, тоа имавме настап во црквата Свети Кирил. Каде е Терхова? Терхова е во Во Словачка. А, во Словачко, да. Бевме на чествување на по повод празникот за Свети Кирил и Методи. Значи, они го слават 6 јули, кога се стигнати тамо во Моравија да шират писменоста. И бевме, ето, катедралниот хор од Струмица. Бевме околу 15-16 луѓе, ама имавме доста добар репертоар спремено. Се И македонски песни, и црковни, Да. источно пеење. И од Драган Шуплевски одбор на песни, кога падна на Пирина, Боле ми лежи Миле Поп Јорданов, Лош дедо. И настапувавме со Словачката филхармонија. На Боле ми лежи Миле Поп Јорданов. Случи ли го? Чудо се случи. А ние сме во црквата. Во црквата настапуваме. Во големата катедрала е настапот. Ние пееме, публиката, свештенството, владици плачат. Сите плачат. Солзи вака и почна кнедла да ни застанува во грло, се гледаме и Дека велиме, завршиме песна. гледајте И јас вака се во воздржувам, нотите, да. не гледајте во публиката, ќе Да. И Ќе јас те вака ми понесе ми емоција. трепери ќе душата, ми понесе трепери. емоција, ќе го уништиме настапот. Еве сега во мислите сум таму и се наежувам какво беше. Се воздржувам, викам јас самата си веле, викам Ленче гледај на друго место. Воздржи се, а ги гледам луѓето возрастни свештеници плачат вака, не слушаат, плачат. И си велам, колку сме ние моќни, колку име емоција во нашата песна. Тоа треба министерот за култура Идниот. да го гаи. намести. Јас ќе бидам, ќе ви дам сите Да. домове, центри за Тоа култура треба да да има го концерт. гаи. Зависи да добиеш понуда сега стварно за министер за култура. Да имаме Јас стварно се гледам во тоа тоа. што го имаме Јас да се го гледам во презентираме тоа. на секаде. Бидејќи навистина сме моќни. Баш. Цел живот работам со музика и на тоа сум до ден денес. Значи, како да кажам, за друго и не ме бива. Ако ме бива, ќе сум бил менаџер, ќе сум менаџирал нешто. Го бива. Го бива, знае да поправа автомобили. браво. Сега Тоа ми е пред хоби. Великден си го чистевме дворот, па со ова, како се викаше, со тримерот, па А прави онака форма од живоград. Ајде ми правиш реклама, ќе ме викат ти на друго место. Уште не, ама го гледам Средувам со тример цена поволна. Права реклама е тоа. Поевтинко. Ленче ќе менаџира околу цената. Да. Што може, ма Домаќин е така, домаќин. Да, го бива и за други работи, ако се шалам. Стварно ми е домаќин. Браво. Па ние дома, сега тоа може би не е добро доста за ме мајсториве, ама дома ќе ни се распе перална, ќе ни се распе машина за кафе. Мајсторот си е тука. Тој бе ќе чачка ако треба Цел ден. 2 недели, ќе размислува кај што ќе ја направи. Тоа е битно. Значи, не е битно мајстор ако не ја направи. Така си. Ја направи. А Ленче е министерка за култура. Жена да те дигне и жена да те... Не, така си кажав, денес не смеам да лажам ништо. Браво, Точно е. браво. Точно. Многу ми се допаѓа начин на кој што ги одговарате прашањата, како тече И пази што ќе ја прашаш. Гледа, Сега гледам дека викам Баш ќе беше. денес не лажам. Не лажам. близнак. Близнаци сме си, да. Близнак во хороскоп. Ето така. Доволно зборува за вашата големија на самиот момент што и покрај целата кариера и сето на што го имате направено за македонската музика, најдовте времено и желба да се пријавите на Никогаш не е доцна, што може би некој не би го направил од одредено его и така натаму, нели треба да бидеме реални околу Така беше, тоа. Какво искуство ви беше ова, бидејќи на сосема нова сцена, нели, без разлика што толку долго време бевте, и вака што научивте, што добивте од тој момент? Ајде, ми кажи види. прво горе. Како што реков, значи работиме со музика. И музиката, и настапите, и настаните ми се предизвик. Значи, кога прифатив за Никогаш не е доцна, колегите ми велеа, зошто ќе има елиминации, може да те соборат, да паднаш, ти си познат во Македонија, зошто да одеш? Ова и го зборував. Од друга страна им велам, на колку фестивали сме били во Македонија, од нашиот почеток што се вели од цела наша кариера,
се случувало да не влезам и во финале. И дали Значи, тоа сам треба бил- како пораз да биде? Само во полуфинале. Се е случило и да не земам награда. Зарем е тоа пораз? Зарем треба да се предадам? Не. А ако има подобри песни, подобри пејачи, реално треба да одат напред, мене ќе ме изфрлат. Ама ете се случи што се случи, па и победив. И од публика зедов награда, прво место, и како најдобар забавен изведувач. Пејач на забавна музика. Ги затвори устите на сите. Океј, и тоа е за мене едно признание. Значи сега, еве, ќе кажам, со Томислав Которчевиќ, требаше да настапувам на Белградско пролеće. Прибидејќи ова година е 65 години јубилеј, ќе настапуваат сите ветерани кои до сега се нешто придонеле за тоа Белградско пролеće. Значи од Маја Оџеклиевска, Лео Мартин, Владо Лесковар, Докажани имиња. баш. Значи до година, здрави од Бога, пак ќе одеме да се тркаме. Значи тоа се предизвици. Ќе одам и во Загреб, ќе одам било каде. Тоа се више Нема- предизвици пред се. Да, нели? ма И за тоа е тоа многу предизвик. убаво. Тоа е многу убаво. Од друга страна, запознавме колеги кои никој пат немаше да ги запознам ако не излегов од Македонија. Соработките ни продолжија, се прошири видикот кон настаните и кон музиката. Другарството, пријателството. Тоа нема цена. Нема цена тоа. Апсолутно. Така Тоа е и- огромно ново искуство. Така се случи концертот, пример, бевме гости на клапа Гета Одоревиќ, имавме заедничко концерт со 10 клапи од тој реон, со Интраде, со Ошијак, со Мери Цетинич. Колку беше емотивно кој испеавме И добив покана од авторот на песната "Не дирај моју љубов", Тоа сакаш да го кажеш. Винко Барчут. Добив покана на самиот крај на последната песна од концертот што ќе биде да ја испеам "Не дирај моју љубов" во придружба со сите клапи. присутни клапи кои се на Многу беше концертот. убаво. И тоа се Тоа е момент што нема моменти цена. Да. кои не знам друг пат дали ќе се повторат така. Така. А па мене пак ми е добитна комбинација што јас од кога почнав пеев песни на Мери Цетиник. Ако не беше никад не е касно, никогаш не е доцна, јас можеби нема да присуствував на тој концерт, а таа беше специјален гостин. Ја сподели Види како се поврзува Чудо, да работи. чудо. Да. Јас почнав со незините песни и дојде време да после колку години ова личност да ја видам во живо, па да се поздравам, да и се заблагодарам на убавите песни кои што таа ги створела. И тоа е се резултат на никогаш не е доцна. А ти даде совети Горан, бидејќи тој беше предходно неколку години, што Па да. како... секако, добро, нема Ленче и беше заедно нон-стоп бевме цело со време. мене. Да. Тогаш Горан имаше Ја некој гледаше од проблем другата со страна. нозете и јас бев главен шофер му Имав бев, што шипови викаме. во колената Имаше и- нешто проблеми. И цело време јас бев во присуство, значи во сето тоа случување што беше таму. Бев секогаш со него. Па и на неколку наврати бев гост во нели што имаат во втор круг, во трет круг, како што беше. И бев запознаена со се. И после мене морам да признам и беше полесно. Дека знае што се случува, ја знае веќе сцената. Јас еднаш два пати настапив во кога беше Горан и веќе ми беше познато. Се избрав многу убави песни кои што ден денес некако ги вратив. Еве, со настапот што бевме сите Иван и Горан, нели има во вториот круг пее Надпреварувачот со фамилијата. И тогаш ми велеа зошто на Кукичи дозволувате се. И тој продуцентот вели, ама извините, вика, али тоа е фамилијата. Јас, Маши, девери, синот, и- кој да донесе женава, кој да донесе? И Алич горе. Да. Вака, сте помислувале некогаш, односно кога бевте млади, дека во оваа насока ќе ве однесе животот, ќе останете доследни на музика и синот ќе тргне
по тој пат и не само што ќе тргне, туку ќе биде и многу успешен и буквално целото семејство ви е музика. Да, тоа не сме го нити сме го помислувале, знаеш, тоа едноставно е Божи пат, не знам. Не може да предвидиме што, нели? Еве тоа што се може да кажеме што се случувало, а иначе понатаму пак не можеме да кажеме што ќе биде. Важно е дека искрено пристапувате во сето ова и како што рече Горан, тоа е она што знам и сакам да го работам. А многу е борбена е таму сцената. Јас сум некаде во некоја друга емисија рекол, си велам, ако има пак некое такво надпреварување, јас би отишла пак. Бидејќи некако таму си испеав песни што Не ќе му кажеме на Жико да направи нешто. Колку имаш 7 години од твојот настап. Да. Епа, уши 3 и на 10-та година... Пак да ме пуштат, кажа, еве, А, уши еднаш. Па и уши еден концерт. Мерак има жена, ајде. Се шалам. Не, така сум, сакам такви предизвици, сакам. На кратко само имаме неколку интересни прашања со да или со не. Ќе почнеме со Горан, па наизменично. Може ли? Јас да кјутам или? Кјути. Прво прашање за Горан, второ за тебе и така. Наизменично, ајде. Кој повеќе се лути, ама побрзо му поминува? Ти или Ленче? Јас? Ти, добро. Добро се налютувам, ама и поминувам. Добро, кој подобро готви? Кој повеќе троши? Ленче. Кој има последен збор дома? Кој им двајцата некако вака малку? Се викам, јас и Оли, јас. Ти. Трето лице. Не, во зависност од работите. Кој има? Јас имам последен збор. Значи, што и да се десе, добро жено. Да, ти како вицо се завртеана вицо, да. Кој почесто доцни на настап? Кој почесто доцни на настап? Никој изгледа. Никој. Кој подобро памти текстови? Ленче. Браво. Кафе или песна на утро? Кафе. Кој се сцена утро, кој се збори? Две. Да. Да отворам едно око и друго. Кафенце, така ни почнува денот. Кафенце Тоа е и најважно. после, нели ние рековме близнаците, многу мозокот работи и Горан се вика, јас сам ќе се пијам кафе, вика доле, дека јас право, аме шо денеска шо е плано? Значи, Јас треба да знам од Сабајле шо е плано. Да. Седнуваш на кафе и почнува. Слушай, јас мислам денес тоа да... И Горан ми кај пријатно, јас ќе одам доле да си пијам кафе. Нешто требало да ја средам, па ќе дојдам. Не, он доле си пие кафе, јас горе. И викат 30 години слога. Еве каде е решението. Да. Нема да си пиеш Сабајле со жена. Многу е битно да си го најдеш мирот. Секој по својот пат. Да си го најдеш мирот ќе си го најдеш и после. После тоа... Наравно, Да. че ние куќе на 2 спрата е добра Да. опција. Најдобра опција. Нема везе и станда е. Тераса, дневна, Да. Еве тоа гледаш како ќе им помогнеме на трапезарија. луѓето. Значи, битно е да се направи Шала на комбинација. страна, времето за себе веројатно навистина е клуч за многу работи. И така е, Без разлика така е. што Се вие се сте шалиме ние, ама заедно така е. и приватно и професионално, меѓутоа како што велите секој си наоѓа некој свој начин на одмор, уживање, изолација од се останато. Така е, па ние посебно и дека и настапите ни се со многу луѓе, активни сме многу и знаеш кога ќе дојде следниот ден, ако сме исто, ама пак си бараме некој вака ќоше да се малку смириме. Ни треба и тоа. Тоа е најважно. Да, Како и тоа што вели Горан, јас го сваќам, да си пие кафенце и да си размислува за себе. Јас си пием кафенце, си размислам за себе, малку да се Да си после пием кафе на раат. на рад. Кој го вари кафето, тоа не браш. Машината. Секој сам си го прави. Исто кафе пиете? Да. Да. Да, ама Горан малку. Јас пием кафе од машина цедено, без шекер, без млеко. Но сад таму нешто става. Јас си ставам малку шекерче, малку млекце, малку цимечче. Добре. Има малку си го Секој со пилува кафе. својот ритуал, тоа е добро. Да. Јас сум клот. Чисто, здраво, така видам дека ќе се гледаме за убави работи, што им нас честит Великден и убаво да си поминете и денес. Благодарам, Христос воскресе на сите. Ето, така, Така, за ве крај ќе благодарим. со една преубава песна од овие драги гости. Уживајте, честит Великден и се гледаме утре. Чао, чао.
Thank